Цената на електричната енергија нема да се зголеми до крајот на годинава, уверува министерката за енергетика Сања Божиновска. Според неа, граѓаните ќе имаат стабилни и сигурни испораки на електрична енергија без дополнителни финансиски оптоварувања. Тоа е дека цела оваа година цената нема да остане променета. Значи, тоа се луѓе кои ќе имаат дома топлина, светлина во чулниците, енергија за своите бизнеси. Во однос на хидроцентралите Чебрен и Галиште, Божиновска појасни дека тие се дел од визијата за енергетска независност. Се уште се разгледуваат моделите за реализација, а конечната одлука ќе зависи од финансиските пресметки и интересот на инвеститорите. Се предвидува дека цената може да биде околу 1 милиарда и 300 милиони евра. Понатаму ќе видиме дали ќе биде 100% наш или евентуално би било јавно-приватно партнерство. Се надевам дека тоа негде за некој краток временски рок ќе знаеме дефинитивно. Што се однесува до проектот Вардарска долина, министерката порача дека државата не се откажува од планот за користење на хидропотенцијалот на реката Вардар, иако процесот е комплексен и долготраен. Овој проект е во колизија со дел од трасата за брзата пруга, која ќе треба да се гради со британскиот кредит. Инаку Вардарска долина предвидува изградба на 12 хидроцентрали по течението на оваа река. Значи, под ништо не си имаме откажано, што е за Македонија бенефит. Во моментов РЕК Битола работи со 2 блока, а надлежните служби го истражуваат неодамнешниот пожар. Ваквата состојба предизвика зголемен увоз на електрична енергија по драстично повисоки цени од пазарните, што се одрази со високи трошоци за државата. Божиновска немаше објаснување зошто се плаќало поскапо.